Почитувани, владата продолжува да купува рейтинг врз грбот и празниот джеп на граѓаните и стопанството. Во време на најголема сиромаштија и неликвидност, секојдневно слушаме за нови, непотребни и расипнички проекти. Додека во собранието трае процедурата за новиот предлог, ребаланс на буџетот, државата безмилосно се задолжува, а во јавноста се промовираат нови и нови непродуктивни трошења. Општина Центар склучува нов договор од 4,2 милиони евра за 3 нови фонтани и плоштад. Милионската ограда на мостот кај Holiday Inn со најновите трошења достигнува скоро 2 милиони евра. Агенцијата за електронски комуникации имала вишок на средства, па место владата да ги употреби за да го ублажи кретењето на ребалансот, решила да гради аквапарк од 3 милиони евра и секако да склучи договор за рекламирање во непосредна спогодба со омилената република за дополнителни 1 милион евра. Почитувани граѓани, ова е само мал дел од непродуктивните трошења кои државата секојдневно ги прави во услови на сериозна економска криза на стопанството и голема сиромаштија на граѓаните. Ако ги соберете само овие 3 ставки, ќе го добиете износот од 10 милиони евра кои власта ги крати од здравството. Ова е парадокс кој најверојатно го има само кај нас. За фонтани, фасади, реклами и најскапи огради пари мора да има. Ама за инсулин, имунизација, апарати за диализа, основна здравствена заштита и услови за учење ќе мора да штедиме. Ваквото неодговорно и недомакинско однесување секојдневно ја продлабочува дупката во државната каса. За да ја пополни, владата се задолжува од дома и надвор, со што повторно го става товарот врз граѓаните и стопанството, кои ќе мораат да издвојат од својот джеп за да ги враќаат овие долгови. Министерството за финансии треба да им објасни на граѓаните на Република Македонија зашто позајми 213 милиони евра на домашниот пазар во последните 2 недели. Дали за развој или за недомакинско трошење. Тие пари некој ќе мора да ги враќа.